Фотографиите со коњите на Велебита, кои пред 3 недели се тврдеше дека се на Тумбекафе, 2 дена се актуелни низ хрватските медиуми. После многуте пријави до Хрватското здружение пријатели на животните, тие го пријавија случајот за кој се заинтересираа медиумите и открија дека се работи за шумата на Велебит, кај хрватскиот град Грачац. Од здруженијето во телефонска изјава за Тера зборуваат за нивната петиција да се забрани коњите да се употребуваат како животни за работа. Након наши пријаве установljeno je da su... После нашата пријава утврдено е дека фотографиите се од Велебит кај Грачац, се знае и собственикот на коњот. Не можам да речам згрижувач, зашто тука за тоа не се работи. Побаравме промена на законот, таква практика да се забрани во потполност. Не е возможна контрола, а во 21. век тоа треба да биде забрането не само во Хрватска, туку насекаде. Минатиот век научниците дадоа до знаење дека во ова време нема потреба од искористување на коњите за носење дрва низ шумата. За извлачење дрва и шума. Се надеваат дека институциите не само во Хрватска, туку и во целиот регион ќе преземат мерки. На оваа тема имаат петиција и ги повикуваат сите да ја потпишат. Таква пракса не е само забележена у Хрватска. Ваква практика не е забележена само во Хрватска, туку и во околните земји. Затоа што за жал злоупотребата на животните не познава граници. Секогаш профитот е на прво место, а животните се сметаат како предмети кои се отфрлаат откако повеќе нема да бидат потребни. Odbacuju kada više nisu potrebne. Кога ги добиле фотографиите? Фотографije smo dobili prije, mislim, jedno 10 dana. Фотографиите ги добивме пред 10 дена. Дојдоа на нашиот мејл, а после имавме јавувања, после кои свативме малку прецизно за што се работи, за да може да го лоцираме местото и се останато. Никој не се јави од Македонија, колку што знам. Nije nam se niko javio iz Македонија, колико знам. Тој рече дека на нивните пријави се одзвале надлежните институции во Хрватска и дека ќе излезат на терен за да извршат детален преглед.